Нема да има распуштање на собранието ако опозицијата го минира. Законот за јавно обвинителство им порача лидерот на СДСМ заев на опозицијската ВМРО ДПМН откако денеска тие не се појавија на работните средбино и не поднесоа писмени амандмани за ова законско решение. Сепак со ова не се доведува во прашање одржувањето на изборите, вели заев, но носењето на законот е од клучна важност. Ако се обидува опозицијата да го минира, да го блокира или на било кој начин неговото донесување, односно гласање, тогаш нормално дека парламентот нема да се распушти се додека не заврши процесот на изјаснување на законот за јавно обвинителство, како и протоколот за НАТО или законот за одбраната или сличните закони. Заради тоа што дел од агендата за која што се договоривме сите е дека овие законски решенија до распишувањето на изборите и распуштање на парламентот ќе се изгласат. Повод кабинетот на претседателот на собранието вела дека остануваат на ставот дека парламентот треба да се самораспушти на 12 февруари за да може и изборите да се одржат на 12 април, иако оставаат отворена можност за остапка од неколку дена, но само доколку партиите во законодавниот дом постигнат согласност од оваа потреба и носењето на ова законско решение. Во меѓувреме пак и денеска на својот Facebook профил се огласи лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој потенцираше дека остануваат на ставот дека за нив е прифатливо само квалитетно законско решение кој ќе го изработи експертската јавност, не онакво како што власта турка на мала врата на само недела и пол пред распуштање на парламентот. Затоа за ВМРО ДПМН со цел да не робува на суетата на одредени министри и стравот на заев од одговорност е прифатливо законско решение кој ќе го изработат и ќе произлезе од самата експертска јавност која беше вклучена во јавната дебата за законот за јавно обвинителство. Обвинителството молчи за крупни случаи што се поврзуваат со криминал, додека власта пробува да турка закон пред изборите, чиј вистински интерес е да се заштити по изборите од одговорност, се наведува во дописот на Мицкоски. Од Министерството за правда пак денеска по поединечните средби кои ги имаа со представници на пратеничките групи, велат ќе ги доразгледаат сите поднесени амандмани, а целта е обезбедување на консензус и двотретинско мнозинство за законот за јавно обвинителство. Доколку постојат услови за тоа, законот ќе биде испратен во процедура на утрешната седница на влада.